Денес на терен Штипјани велат дека пред престојниот христијански празник Великден цената на јагнешкото месо е многу скапа, особено пензионерите со ниски примања кои не може да си дозволат да купат ниту килограм месо. Во престојниот период цената на јагнешкото месо ќе достигне вредност од околу 800 динари. Нема да го мришнеме, многу е скапо за нас. Мали пензии, чуете, 70 пензија. Одеќе јагнешко месо, нема шанси. Ќе си постеме. Ние си постеме за Великден, ќе си постеме до тога. Тешко е. Граѓаните велат дека пред празникот и по празникот цената на месото треба да се намали, како што практикуваат во другите земји, и тогаш тие би имале можност да купат барем килограм месо. Скапо е за нас пензионерите, поточно скапо е. За земјоделците што го произведуваат може ефтино, ама за нас е скапо. Ето, треба да се намале пред Великден. За секој да може да си купи по некој килци. Треба да се намале. Така другите земји тоа го практикуваат, така е нас, па напротив, за Великден скапат, јајците се качат, те месо се качува. Тешко е во вакво време и со ниски примања да се купи. Тие што имаат ќе купуваат, а другите ќе пустат, со што посочуваат дека околу 90% од граѓаните нема да купат јагнешко месо за престојниот празник Великден. Тешка работа. Кој има ќе зема, кој не само ќе си гледа. Порано се зимаше колку толку, па. Мислам, јас кога сам бил, мајка ми ја зимале во оно, а сега нема шанса да купиш 800 динара или колку, вика 600 и нешто. Тоа за кило месо не се исплаќа. И 90% нема да земат. Ни при Великден, ни по Великден, тоа треба да се скроз намале. Ама нема кој да чува стока. Децидни се производителите кои посочуваат дека во вакво време многу е тешко да се најдат работници кои ќе одгледуваат, а и работата не е лесна. Затоа што и тие живината ја купуваат за повисоки цени пред празникот, а и од годините има голема разлика во цените. Некои велат дека увезуваат јагнешко месо со што се соочуваат со големи проблеми. Инаку јагнешкото месо на пазарот се јавува некаде 1 до 2 недели пред Великден, со што може да се најде и со малку пониски цени во штипските месари.